би сакал за јавноста да известам, оти често ме прашува, Центарот за изгореници во Скопје било во градска општа болница, биле само 2 кревети, функционирало 2020 година за некоја фабрика која што причинувала последици кај пациентите, па тие биле како баратели за да се отвори таков центар и од 2013 или 2012 не функционира. Не е вистина дека 2016 не функционира. Јас мислам дека на Македонија дефинитивно и треба центар за изгореници, меѓутоа и да направиме центар, ние повторно ќе направиме 2, 3, 4 бокса, не повеќе, и центар за гангрени и за ампутации кои што недостасува на Македонија, треба да се направат. Ја мислам дека сега е моментот. Значи, може да не се случи ние да отвориме таков центар и уназад. Никогаш не се случило, например, некој да ме праша или некој бивш министер за здравство да праша зошто немате центар за изгореници. Меѓутоа, во вакви случаи треба да размислиме, да оформиме кадар и да имаме барем, велам, максимум 2 до 4 боксови за третман на изгореници. Да, за, не дај Боже, па и многу поголеми здравствени системи од нашиот и да имаат лимитирано број на такви центри. Не случајно Солун прима 5 пациенти, Атина 3. Словенија 4, 2 во Љубљана, 2 во Марибор. И така се во сите држави. Значи, и ние, хипотетично да имавме центар за изгореници, да постоеше во градска болница. Да, ќе може 20 или 3 да бидат. Ајде 4 пациенти. Повторно, овде се работи за 173 пациенти, кои што се сите изгореници кај што треба специјални центри. Така да, добро што ни се понудија и соседите, меѓутоа и пријателските држави, цела Европа, да прифатат наши пациенти, ги третираат пар екселанс на најдобар можен начин, ги знаат по име и презиме и по сите лабораториски испитувања и се што се случува кај пациентите, што бев фасциниран навистина и во Софија и во Солун.